Општина Струмица заедно со Фондација Отворено општество и со Центарот на заедницата на Општина Струмица веќе една година работи на изработка на социјална карта на Општина Струмица. Ова активност е во рамките на приоритетот за еднаков пристап до социјалните услуги за сите граѓани. Тоа е приоритет во стратегијата за социјална заштита на своите граѓани, стратегија која што е усвоена од Советот на Општина Струмица. И една од главните мерки во таа стратегија е да се направи регистар на социјални услуги во Општина Струмица. За да се направи ваков регистар, најпрво мораше да се мапираат ранливите категории на граѓани во Општина Струмица и така ја изработивме социјалната карта која што дава приказ на социјалната структура на жителите во Општина Струмица, односно дава увид во социоекономската и демографската структура на Општина Струмица. Ова активност е во рамките на концептот Општина померка на граѓаните, кој Општина Струмица заедно со Фондација Отворено општество Македонија го реализира од 2014 година и ова представува многу важен документ за Општина Струмица. Ова е прв ваков документ од ваков тип за Општина Струмица и представува значаен документ и има голема улога во социјалната заштита на Општина Струмица и заштита на социјално ранливите категории на граѓани во Општина Струмица. Сите знаеме дека во Општина Струмица, односно преку Оделението за локален економски развој, имаме одговорни лица за социјална заштита, има програми за социјална заштита на граѓаните во рамките на Општина Струмица и во рамки на работењето на општинската администрација. Исто така, програмата во буџетот на Општина Струмица за социјална заштита, преку која што се финансираат невладини организации кои испорачуваат социјални услуги и услуги за социјална заштита на граѓаните, така што ова е еден документ кој што ќе им помогне на сите релевантни чинители во општеството, вклучувајќи ги тука општинската администрација, Советот на Општина Струмица, другите јавни институции, здруженијата и фондациите и податоците и препораките кои што се содржани во социјалната карта ќе користат за понатамошно наоѓање на различни механизми на Општина Струмица за да продолжи да воведува иновативни социјални услуги кои што ќе бидат адекватни на помошта и поддршката за социјално ранливите категории на граѓани, за кои што знаеме колку општината придонесува преку нејзините програми, имплементирани не само во програмата за социјална заштита, туку и во другите програми. Значи, во самата социјална карта се опфатени статистички податоци. Тие статистички податоци се прибирани од расположливите од последниот попис во Република Македонија, од различните институции, вклучувајќи ги тука Фондот за здравствено осигурување, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување. Исто така податоци и препораки се приберени и од фокус групи со представници на невладини организации, председатели на местни и урбани заедници, што значи самата социјална карта дава структурата на социјално загрозените лица во Општина Струмица и сите други категории, вклучувајќи ги тука и детската заштита, колку деца има во градинките, во училиштата, колку земаат паричен надоместок, паричен надоместок и слично. Значи, социјалната карта на Општина Струмица представува една слика, мапирање на актуелните социоекономски и демографски карактеристики на општината. Многу позитивен исчекор е заложбата и посветеноста од страна на општината да изработи оваа социјална карта, затоа што на тој начин придонесува кон идентификување на постоечки социјални услуги и ранливи групи во општината, меѓутоа идентификување и на тие празнини, односно што уште фали од вид и достапност на социјални услуги, се со цел да им се излезе во пресред на сите граѓани и граѓанки кои што живеат на територијата на општината. Значи, самата социјална карта прави една кратка анализа во повеќе области: домување, образование, социјална и детска заштита, пензиско, инвалидско осигурување и здравствено осигурување. Врз основа на добиените податоци, официјални податоци од страна на општините, врз основа на анализата на постоечките документи, како и средбите и фокус групите кои што ги имавме со директните корисници, за секоја од овие области се извлечени одредени конкретни препораки и мене лично ми е многу драго што Општина Струмица веќе започнува со имплементација на некои од тие препораки, се со цел повторно да се излезе во пресред на потребите на сите ранливи групи на територијата на општината.